Пред известно време на сајтот на Осумка прочитав една навистина интересна содржина за лековите кои што се набавуваат, како што вие велите, од другиот крај на светот. Луѓето во паника кога ќе се диагностицира некоја сериозна хронична неизлечива болест, посегнуваат по разните начини на кои би можело да се отстрани болеста, па трошат навистина многу пари, енергија, време и сето тоа, но вие сте против ваквите лекови. Зошто е тоа така? Да, така е тоа. Луѓето кои ќе се разболат бараат лек на крај на светот. Токму така како што кажавте. И тоа е вообичаено. Некако во подсвеста на луѓето им е всадено дека на повеќето луѓе, сега не можеме да генерализираме дека има луѓе кои што и поинаку и посвесно размислуваат, но на повеќето луѓе некако во подсвеста им е всадено дека колку е од подалеку лекот е подобар и колку е поскап исто така е подобар. Но тоа не е така. Луѓето кои што знаат логично да размислуваат, кои што знаат трезвено да гледаат на работите и што би се рекло наладно, можат да донесат многу подобри заклучоци кои што се и многу покорисни за нив, за нивното здравје, за здравјето на нивните блиски кои што се борат со некоја тешка болест. Благодарение на медиумите, на рекламите, секојдневните реклами кои што се уфрлуваат во саканите серии на гледачите, кои што ги оставаат по 5, 6, 7 и 8 сати пред телевизор, ако забележите, токму во тие серијали кои што се најгледани се рекламираат лекови од на крај на свет кои што се природни, а сепак лекуваат се и сешто. Апсолутно се и сешто. Многу пациенти доаѓаат овде во едукативниот центар на Осумка и бараат информација за тоа дали ние знаеме да им олесниме патот како да дојдат до тој лек или дали знаеме информација како делува и колку би требало да се зема, дали е навистина така или не е така и така. Така што ние правиме едукации и на таа тема и луѓето ги информираме дека лекот се наоѓа во местото на живење, односно во самите нив. Оние кои што сакаат поприродно да размислуваат, бараат природни лекови, но исто така треба да знаат дека природата не може да укомпонира некоја болест на Балканот, а лекот, така наречениот природен лек, да го стави во Латинска Америка. Така да, ако бараме некој природен корен, да кажеме, кој што расте во Латинска Америка за болест од која што страдаат луѓето на Балканот е нонсенс. Тогаш тој не е природен лек. Не може да биде тоа така. Или пак луѓе кои што се лекуваат со овошка која што расте во Австралија, а тие живеат во Германија. Тогаш тоа не е природен лек, значи не ја разбрале природата. И не може пак тоа да биде лек. Значи, кога се работи за современите хронични болести, нема лек. Да кажеме диабет, лек е ова, ќе го изедам, ќе ми помине диабетот. Или пак за реуматоиден артрит. Лек, природен лек. Бараат, и мене ми бараат природен лек, да не земале апчиња, да не земале таблети и така натаму, инекции. Дајте ми природен лек. Нема таков природен лек. Ниту во билна аптека, ниту во класична аптека, ниту во земјоделска аптека. Значи нема лек кој што јас можам да го препорачам, одете, купете го, па ќе се излекувате од тоа. Морам да кажам дека со ваквите лекови, така наречени лекови, многу се манипулира. И со постарите пациенти, кои што страдаат од повеќе хронични современи болести, како диабет, карциноми, дебелина и така натаму, но и со младата популација, која што исто така страда од современи хронични болести, кај која што многу се почести така наречените автоимуни заболувања, каде што практично е атациран, значи е нападнат целиот имунитетен систем и не само што е нападнат од оној агенс кој што предизвикува современа хронична болест, туку имунитетниот систем се напаѓа и од така наречената терапија, која што воглавном се состои од лекови, кортикостероиди или слични лекови на нив, кои што го напаѓаат имунитетниот систем, затоа што тој е така наречен белјаџијата кој што ја предизвикал болеста. Сега, луѓето слушнале дека тие лекови се многу штетни, па ги бараат овие така наречени природни лекови. И ако видите вие по социјалните мрежи, ако разгледате, ќе видите дека и на нив како совет им се нуди да набават. Сега што е многу актуелно, масло од марихуана и така натаму, па сега гледате се актуализира
проблемот за легализирање на марихуаната како лек и така натаму и така натаму. Јас не навлегувам во таа сега сфера во овој разговор со вас, може да се води разговори на таа тема. Што мислите вие за тоа? Дали марихуаната може да биде лек? Марихуаната е лек. Меѓутоа, марихуаната не е тревка која што треба да се ужива постојано. Замислете, кога сега сите луѓе би уживале постојано марихуана. Луѓето кои што се навлечени на марихуана, многу сакаат да зборуваат за марихуаната како лек. Луѓето по правило сакаат да слушнат добри работи за нивните лоши навики. Тоа е секогаш така. Јас тоа постојано го повторувам. Значи, добри работи за нивните лоши навики. Користењето на марихуана во медицински цели го има и во некои земји се легализирано, а меѓутоа и се користи. Но уживање на марихуана како дрога, тогаш тоа е веќе лоша животна навика. Значи, лоша животна навика. Тоа е користење на постојано, секојдневно користење на хемикалија која што делува централно и го менува начинот на кој вие го перцепирате надворешниот свет. Значи, тоа е хемиска промена на организмот. И осумка нуди таква промена, но со храна. И храната хемиски го менува организмот, но не ја заматува свеста. Оние кои што користат марихуана мислат дека се на друго ниво на свеста. Не, тие само хемиски делуваат врз својот организам. Храната, чистата, здравата храна, хемиски го балансира организмот, за да може свеста да дојде на површина. Тука имате голема разлика, многу голема разлика. Но кога сме веќе на оваа тема, која зборуваме за така наречени природни лекови, мора да се прави разлика помеѓу лек и храна, помеѓу лек и навика. А исто така, она што беше вас главното прашање, не треба луѓето да трагаат по лекот на крај на свет. Лекот е во нив, тука, во нивните животни навики. Така, но пред се треба да си го чуваме здравието пред да имаме некоја таква болест, која подоцна би требало да се трудиме на било кој начин да ја решиме и со помош на храната би требало да си создадеме имунитет кој би не штител од такви болести. Ви благодарам на одвоеното време. Тоа беше се, ви благодарам што бевте со нас и денес. А доколку бевме интересни изминативе 90 на минути, наредна средба ви закажувам наредната среда во истото ова време 21 часот Skynet телевизија. До тогаш имајте убава вечер.